ден, почитувани гледачи! Екипата на Вкусот на традицијата ве поздравува од едно прекрасно демирхисарско село Бабино, поточно од датарот на селото Бабино, етно ресторан Бабино. Токму овде има и што да се види и што да се доживее. Јас имам договорено со Ивана, шефица од кујната на Бабино. Здраво! Добре дојдовте, Адријана. Добро те најдов, Ивана, супер, ти како си? Добре, долго време ве очекувавме. Јас едва чекав да дојдам, да ја видам ова убавина и да дознам што се подготвува овде, кои специјалитети, што правите, како правите, за да можеме на гледачите на Вкусот на традицијата да им презентираме некои од вашите специјалитети токму овде. Така, мило ние што сте наши гости и ние во вашата емисија и да ви покажеме нашите специјалитети во етно ресторан. Епа, ајде одиме. Ајде да одиме. Убавата прошетка со Ивана низ етно ресторанот Бабино, сега влегуваме внатре, каде што ќе ни го презентира рецептот на денот, специјално само за вас, гледачите на Вкусот на традицијата. Ивана, ти иако си млад готвач, сепак си ја сакаш и си ја практикуваш традиционалната кујна, така? И токму за денеска ни одбра еден многу интересен специјалитет токму на куќата. Така е, денеска ви го приготвуваме нашиот традиционален рецепт, питулици со сирење или со урда, по старински изварка, по старински кажано. Значи гостин кој да дојде може да си нарача, еве таман ја видовте Ивана која ќе ви ја прави ќе ви ги прави питулиците со изварка. Што се е потребно да се направат питулици со изварка? Но ми кажа дека може да бидат и со лук и со мак. Да, приготвуваме питулици и со лук и со изварка. Така. Тоа не е традиционално јадење во нашиот ресторан Бабино. Рецептот го научив од мојата мајка, Сузана, поздрав до неја. Поздрав, Сузана! Денеска ќе ви приготвиме питулици со сирење или со урда или со лук. Денес ни е потребно кило брашно, 250 мл кисела вода, наместо пecivo ставаме вода, прстов сол и вода од прилика за да биде смесата течна. Така, значи покрај киселата вода се додава и вода обична. Обична вода и имаме масло по потреба за попрскување. За попрскување на корите. На корите. Едно тавче ќе ни треба за печење на питулиците. Го ставаме да се загрева. И плехче во кој што тие се редат. Плехчето е број 26. Ајде сега, Ивана, да го направиме прво тестото. Значи имаме килограм брашно. Од килограм брашно колку питулици излегуваат? Од килограм брашно вадиме 40 кори питулици. 40 кори, ставаме прстов сол. 250 мл кисела вода. Така. Наместо пecivo. Да. Ставаме вода. Колку ставаме вода? Зависи од смесата да биде течна. Течна. Каша. Како за палачинки. Како за палачинки. Добро. Ајде, сакаш јас да ти помагам или најдобро ти е сама? Да. Добро. И убаво со рачна маталка. Убаво маткаме со металка. Да добиеме една густа каша. Верувам дека нема некоја домаќинка што не при дома палачинки, така? Но секој правиме дома палачинки. Овие питулици се правеле под вршник, да. Така? Би било многу потешко, сега имаме поедноставен. Сега поедноставен и полесен начин ги правиме ние младите. Да. А јас со кутлачата ќе покажам колку треба да биде густо. Еве сега, готова е? Готова е. Ајде да видиме колку треба да биде густо. Доволна е густината. Само да покажеме на гледачите.
Ова е тоа, така? Ова е таа смеса. Браво бе Ивана, ти од прва, дан, без размислување. Добро, загреано е тавчето. Тавчето не е загреано. Ајде тука на една салфетка, дај овој. Така. Повели. Тавчето го загреваме да ни е добро загреано. Добро, и почнуваме, така? Го мацкаме малку со зејтин. Се гледа дека доста питулици се направили и затоа го одбравме токму оригиналното тавче. Доста ни се барани тие питулици во ресторан секој ден. А исто се намастува и тавчето? И тавчето го намастуваме кога се редат корите. Така. Ставаме сега една кутлача. Значи ќе се подзадржиме, треба 40 да направиме. Да, Не ни се брза, денот е пред нас. така е. Значи една кутлача, една кора. Една кора. Денеска одвоивме време да направиме за вас и за емисијата питулици. А како ги вртиш? Јас ги вртам со рака. Со рака? Да. Браво бе Иванча, лауда ти е. Јас да ти помогнам малку да намастам тепсијата. Ако. Така. И ова се гледа печена. Доста ни се барани во ресторанот питулиците. Така. А ева она сама си Да, покажува. сама кажува кога треба Браво. да се Значи, заврти од другата твоите страна. убави нежни рачиња не се плашат од оганот. Така е. Дома ги правиш овие? Да, ги правам и дома и палачинки А правам. мажена си? Не. Не! Ете така сега на гледачите таман ќе им кажеме. Ивана не е мажена, знае да прави питулици, вкусот на традицијата, стројники ти биде. Може. Браво, Сега ја супер. вадиме. И ја ставаме во тавата и ставаме друга. Браво. На колку кори ставаш изварка? На секоја кора На ставаме секоја. изварка, а зејтин преку 3 кори, Преку да не три биде кори. многу мрсно. Мрсно, Да. Добро. Постапката е иста и за Така. питулиците со лук. Ова да го тргнеме вака. Значи ова тука. И сега си ставаш изварка, така? Да. Ајде, стави се слободно. Ставаме малку зејтин. Изварка. Малку распостелија. Така. Одлично. Така. Супер. Има врска кравја, овча. Не. Иста е. Краваме секаква изварка. Добро. Правиме и со лук питулици. Тие правиме макало со лук толчен, сол, масло Така. и сол. Колку време треба да се направи една ваква тепсија број 26 со 40 питулици? Не треба многу, околу 40 на минути е готово. Готово. Е, Ама тоа печеме. за тебе, дека ти си со искуство за правење на питулици со изварка. Да. Сега ја вртиме од другата страна. Само малку. Кога обично ги правите овие питулици? Имате ли некој празник кој што е поврзан со правењето на питулиците, летно време, зимно време? Секогаш ни се барани, почесто ни ги бара за празникот сега Голема Богородица, Аха, за Великден. Сите празници ни ги барат доста. така, тоа е специјалитет токму на Специјалитет овој на крај. куќата ни е. Доста гости ни ги бендисуваат и си порачуваат и за дома. Супер, значи и за дома. Да. Треба малку да се појача. Питулицата бара силен оган. Да. Так, а сега вака, која правиш треба да си остане таква со бела боја или треба да има малку и Бела боја да има, бела боја да има? пошто потоа ги Така. печиме во фурна. После откако ќе ги Да, откако ќе наредиш ги наредам. сите, се става во загреана фурна.
Во загреана фурна ги А клаваме. дома ако ги правиме на најако се става рерната да се испечат? 15 минути се печат. 15 минути фатат на најако, малце на 250. Боја горе, Е. горната кора да фати И? боја и се готово. После се сечат или пред да се Први печат? ги сечеме, па ги ставаме да се А, печат. добро. Еве, а сега и втората. Ставаме сега и третата кора да се прави. А јас ќе ставам изварка. А треба да и ставам масленце? Не, Не. на другата кора ќе ставиме, Добро. пошто и тие се мрсни, дека ставаме на тавчето зејти. Ивана, ти си готвач по професија? Не, јас се уште Браво, не студирам. си готвач. Што студираш? Студирам на биотехнички факултет. Браво, Имам уште значи, 2 испити. леле, секоја чест. Ова Браво. ми е хоби. Хоби ти е, Да, браво. многу сакам да готвам. Хоби, продуктивно, значи секоја чест. Браво. Ете како велат, кога си има желба и се студира и се работи. За мене лично Ивана е пример. Како треба. Супер. Ставаме сега и другата кора. Така. На неја ставаме малку зејтин И изварка. и изварка. Одлично. Значи, оваа постапка се повторува со сите кори едно по Да. едно. Ние, драги гледачи, имаме доста работа, уште 37 треба да испржиме. Ајде, додека си ги правиме овие питулици, па да поздравиме некого? Сакам да ги поздравам моите дома, сите што ме гледат, Родителите, браво, браво. моите драги колеги, персоналот и така. Супер, одлично. Моите другари, другарки, сите што ме Да. гледат, ги Кај си поздравувам. ти, каде живееш ти? Во Демир Хисарско село. Демир Хисарско село, кое? Да. Обедник, Обедник. да. Браво. Се гледа погодена кашата. Да, е погодивме. Да. Ставаме сега друга кора. Две тепси ќе излезат од ова? Две тепси ќе излезат. Од 40 кори правиме две тепси. Значи 2 по 20 гори, така. На секоја Добро. клаваме урда, преку две зејти. Така. Ајде, јас ќе ти помагам за маслото, така? Може. Така. Истата постапка е вака и со питолиците со лук. А, така. Е, сега, лукот се сечка, се толчи, Лукот го толчиме со сол, така? ставаме вода топла и зејтин. Така. Може малце масло. Добро. И на секоја кора со лукот питолиците ставаме на секоја кора. На секоја кора. Тоа иде како исто како макало Така. и секоја кора ја премачкуваме со макалото. Редиме 26 кори за да се наполни тепсијата. Добро, а да те прашам, дали може да се комбинира, например, два реда изварка, еден ред лук? Или не? Или е само со лук и макдоновче се става малку за декорација? За така? декорација, ако сакаме. Или е ние. само со изварка, или е само со лук? со изварка, или само со добро. лук. Сега требаше масленце? Може малце. Добро. Така. Добро, уште малку сме готови. Уште малку да се наполни тепсијата. Така. 5 кори ставаме и ги сечиме на 8 парчиња. Сега ќе видиме како ќе го насечкаш и ќе го ставиме да се пече.
Оставаме да се пече 15 минути на 200 степени. И потоа седнуваме да јадеме. После седнуваме да ги дегустираме Така е. нашите питулици. А со што најчесто се сервираат питулиците? Најчесто ги сервираме со кисело млеко, домашно. Со кисело млеко, а може и со патлиџанче, со пиперче, Со со домат, салатка. пиперка. Така, добро. Макало правиме со лук. Да, супер. Се гледа дека мама и баба многу добро те научиле. Да, добра школа научив на млади години. Така. Алал да ти. Пример како треба. Така. Доволно е сега. Одлично. Ставаме последната кура. Затвораме, така. Затвораме. Аха, и така го притискаш. Да се легнат вака и Да си легнат. да се соединат корите. Ги сечеме на 8 парчиња. Браво, Ивана, супер. Јас со нетрпение очекувам да ги пробам твоите питулици. Па овде да ви кажам, драги гледачи, се е убаво, се е вкусно. Што и да има на трпезата, на овој амбиент овде, покрај реката, во шумата, покрај рибникот, на овој убав и насмеан персонал. Уживање. И сега идеме масленце од озгора. Ајде, па нека ја Ирлија со убаво да ни се испече. Ви останете со нас, драги гледачи, кога ќе го испечеме, го пробуваме. Ете, драги мои подпечени питулиците од овие убави рачиња на нашата Ивана. Ого, па си имаме тука и друштво. Тоа е јаренцето, нели? Да. Ајде, тоа ни прави друштво. Да го пробаме, Да ве колку убаво си послужам. го сервирала ова. Како е прекрасно. Малку се Ти благодарам жешти. многу, ти благодарам. Повелете. Ова вака народно се јаде со раце? Да, може и со раце. Јас сакам да ти кажам вака со раце. Па и топличко за мерак. Добри се, супер. Леле, колку се убави. Многу се вкусно. И ова, знаеш што е најинтересно? Што можам да го направам дома, за ние што живееме, значи, во станови, Да. каде што немаме услови надвор, оган, наваму, натаму, значи можеме питулици да си направиме токму на ваков начин. Со Прекрасен. питулиците оди и млеко кисело, И млекце домашно. кисело. Да Може. ставам малку. Може. На здравие. Здравие да имаш, рацете да се позлатат. Фала. И колку време рече се подпекува? 15-20 минути? 15-20 минути се подпекуваат во рилна на 200 степени, додека да фати горе малце боја. Така. Значи може да се сервира и со Со патлиџанче, домат, може да се јаде млеко со домат, кисело, млеко павлака. кисело, Да. павлака. Ние си остануваме да си ги изедеме питулициве во овој прекрасен амбиент на етно ресторанот Бабино. И вие, драги мои, уживајте со програмата на Алфа телевизија. Се гледаме во следната емисија на Вкусот на традицијата. Довидување. Довидување.